Нема прекршување на начелата на фер демократска и коректна и мирна предизборна кампања во општина Ново село. Вака истакнуваат 20 кандидати за градоначалник кои што трчат во ова локална самоуправа. Адутот на социјалдемократите Андонов смета дека кампањата што ја води тој и неговиот против кандидат е пример за сите изборни циклуси. Видите, до сега ние немаме никакви проблеми, очекувам дека до крајот ќе бидат фер и мирна кампања. Јас со мојот против кандидат Николич подпишавме кодекс за мирна и фер соработка во кампањата. Мислам дека тоа ќе го задржиме до крајот на изборите и ќе бидеме пример, еден од ретките примери во регионот. Со оваа констатација се сложува и кандидатот на ВМРО ДПМН Николче Стоилков, кој тврди дека тој и неговиот против кандидат воделе кампања за западноевропска општина. Се надевам дека ќе остане во тој дел така како што е досега. Ние сме веќе во 9 ден од кампањата. Ова кампања наличува на кампања од една поинаква општина, една западна европска општина, каде што практично нема работи кои што будат проблеми кај нашите членови и практично и кај членовите од другиот табор. Со 20 кандидати за градоначалник на Ново село денеска се сретна и представници од Државната изборна комисија, кои упатија порака до нив да водат и понатаму позитивна кампања. Да бидат изборите фери и демократски и да го почитуваат кодексот кој што го подпишаа 20 градоначалници, изборите да бидат фер, демократски, да нема притисоци врз граѓаните, да нема присилување на граѓаните, него граѓаните врз основа на програмата која што има 20 кандидати слободно да се изјаснат за еден кој ќе им биде татко на општина Ново село. Никола Андонов од СДСМ е бизнисмен и беше градоначалник во периодот од 2005 до 2009. Николче Стоилков пак е кандидат на ВМРО ДПМН, инаку вработен во Царинската управа на Македонија.